إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije, biidnillahi ta'ala, večerva ke продолжиме со книгата Навақидул Ислам. Навақидул Ислам, што значи преведено поништувачите на исламот. Значи имат работи, дали се тие верувања, дали се тие говори, дали се тие дела или сомнежи, што можат на човекот да ме уништат неговата вера. И затоа, значи, тоа толку уште повеќе важно да муслиманот тие најважните навақид уништувачи да ги познават. Се без познавање на уништувачите може би да мисли човекот прави некое добро дело, а тој во вистина се најдуваат во врвна опасност. Вечерва стигнати сме во петтиот поништувач. Значи, книгата е 10 поништувачи. А ние сме веќе кај петтиот вечерва, а тој гласи следното. Ал-хамису мен абгада шејен мимма джаа бихи расулу салаллаху алейхи ва салlam ва лау амила бихи кафар. Велит авторот, шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кој мрази нешто, со кое е дојден посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, иако тој тоа го правит, но го мразит, направил неверство. Значи, кој мразит нешто? Овде, мен абгада шејан. Шејан е, значи, неозначено. Опфаќа, значи, секоја на работа. Не значи да ти целосно верата со која дојде Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, која го испрати Аллах субхана ва таала до нас, не значи ти да целосно цела вера да ја омразуваш и тогаш да бидиш, значи, неверник и исфрлен од верата. Не, и само една работа. Значи ти може би 99% сите работи ги правиш, но една работа е мразиш, излагаш од верата. Излагаш од верата. Значи не си муслиман. Не си муслиман. Велит шейх Ахмед ан-Неджми рахимахуллах дека мразата, омразување со она што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, дали се тие верски прописи или верски законја, се рачунит неверство. Се рачунит неверство. Зошто е задолжност на сите муслимани да го сакаат нивниот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam и да сакаат она со што е дојден тој до нас. Значи да го сакаат. Тоа е ваџиб. Ваџиб не е, значи, мустахаб, пожелно. Ваџиб, значи задолжност, обавеза за сите муслимани да го сакаат Мухаммед салаллаху алейхи ва салам и исто да сакаат со оние работи со кои дојден тој. И исто да бидиме цврсто убедени и да веруваме цврсто дека со она што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, тоа е најправедното и најправилното. Значи, дали е тоа некои правила и прописи верски, или тие се
понашавања, карактери кои ни ги покажал и ни ги научил нас пекамбарот салаллаху алейхи ве селем, или тие се ибадети. Ние цврсто сме убедени дека тие се најдобрите и најсовршените и најправедните ибадети и карактери и правила, прописи верски. Значи ние сме цврсто убедени, немаме никакво колебање во тоа. Значи не се колебаш ти. Не се колебаш ти. Значи не некој ти иде тебе и ти кажува не имат и овие идеи, и овие не зна работи други, што сака да ти стави тебе сомнеши во твојата вера, не прифаќаш. Не прифаќаш. Зошто, вели шех Ахмед ан-Неџми рахимуллах во продолжувањето, вели омразувањето на она што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тоа е знак за лицемерие. Значи за нифак. Значи мунафиклок. Значи знак за мунафиклок е да мразиш она со што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И тука се разбираме дека овај нақид, овај поништувач е поврзан со срцето. Зошто авторот, шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах велит, иако ти валеу амила бихи, иако ти може би него го правиш, го извршуваш. Што значи тука? Дека ти може би надворешно се кажуваш дека го следиш тоа, го правиш, но глабоко во твојата внатрешност, во твоето срце, го мразиш тоа нешто. Пример, за да сватиме со пример, со примерите многу поедноставно, некој ако ја мрази брадата. Ти може би брадата си ја пуштил долга, но сакаш да изгледаш како една женска, без брада. Ти може да имаш брада цела до гради, но ја мразиш брадата. Не само чабе, ти си муртет, ти си исвален од верата. И затоа исто овде е голема, значи опасност за оние луѓе кои негираат брадата, кои велат вие требите како нас ваќе да бидите, како еден што ми кажуваше мене, од моето село, од моето семејство, се удираше полицијата и велеше ваќе треба да бидиш. Значи очистен. Тој мисли дека така е чист. Значи тука тој човек е во голема опасност. Зато има проблем со нешто со што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Или не мрази тој пример хаџот. Мене има летано еднош со човек од Прешево, во авион случајно запознавување, рече, зошто не е тој хаџот Косово? Ка некој си херои, војни херои, да, рече, Косово да одат на хаџ, не таму кај Кааба и кај гробот од Мухаммеда, рече, се да мислеше кај гробот се оди таму. Зошто таму да ги оставаат милиони, милиарди, рече, дојде кај нас тие пари да ги оставаат. Па ти го рече сега. Значи, треба да бидеме многу пазливи. Се може би ти се клањаш и постиш, но вакви работи се глабоко во твоето срце, ти не си уште муслиман. И Шех Абдул Бухари, хафизахуллах, во објаснувањето на овој поништувач, велит дека условите на Мухаммедун Расулуллах се оние истите услови на ла илаха иллаллах. И од тие условија, од условите на ла илаха иллаллах, што се истите услови исто и за Мухаммедун Расулуллах, е ел махабба. Да сакаш.
da go ljubiš. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mahabba za pejgamberom sallallahu alaihi wasallam wali ahliha i za oni luge koji go sledat pejgamberom sallallahu alaihi wasallam. Oni koji go sledat pejgamberom sallallahu alaihi wasallam. Zato veli Šejh Abdullah Buhari vo продолжение дека je zadolžnost za robot da čustvuvat vo site verski propisi zadovoljstvo, ljubav, pokornost, prifakanje. Zadovoljstvo, ljubav, pokornost i prifakanje. Vo site verski pravila i vo site ibadeti i vo site ahlaki. To se barat i to je zadolžno. To je zadolžno. Velit Imam Ibn Rajab الحنبلي رحمه الله من أحب الله محبة صادقة من قلبه أوجب أن يحب ما أحب الله ورسوله. Onoj koji sakat Allah subhanahu wa ta'ala vistinski u njegovoto srca. Onoj koji go sakat Allah subhanahu wa ta'ala vistinski u njegovoto srca. Alejke selam. Znači onoj koji go sakat Allah subhanahu wa ta'ala vistinski ne ostata je. Onoj, onoj koji go sakat Allah subhanahu wa ta'ala, brat, strujata ostati. Onoj, tak, odlično. Onoj koji go sakat Allah subhanahu wa ta'ala vistinski od njegovoto srca. Тоа барат од него, ако тој е искрен во неговата љубов према Allah subhanahu wa ta'ala, се задолжува за него да сакат она што сакат Allah subhanahu wa ta'ala и неговиот пекамбер. Значи, од вистинската љубов, оној кој вели јас го сакам Allah subhanahu wa ta'ala искрено, од таја љубов искрена спрема Allah subhanahu wa ta'ala се барат да ти да сакаш она што сакат Allah subhanahu wa ta'ala и неговиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И да мразиш она што го мразит Allah subhanahu wa ta'ala и неговиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И да бидиш задоволен со она што е задоволен Allah subhanahu wa ta'ala и неговиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И да мразит она што мразит Allah subhanahu wa ta'ala и неговиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И да работит, значи истото се барат да тој да работит со неговите дела во склопка со таја љубов. Значи да беше само работата оставена на зборови, ќе беше многу лесно за секој еден да тврди нешто што во вистина тој не е искрен во тоа. Но работата исто се барат да тој да работи со неговите дела во прифатливост и во склопка со љубовта спрема Allah subhanahu wa ta'ala. А омразувањето, да мразиш нешто со што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, тоа е спротивно од љубовта спрема тоа. Значи буғд. Значи е спротивно од махабба, е спротивното од љубовта. И тоа е знак, исто го повторува тука Шейх Абдулlah Бухари хафидахуллах, дека тоа е знак омразувањето на нешто со што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, тоа е знак и карактеристика на неверниците и мунафиците и оваа работа него го исфрлат од верата. Зашто Allah subhanahu wa ta'ala велит: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Затоа, поради тие
Mrazea ona što go imat objaveno Allah subhanahu wa ta'ala i taka im beja na nivnite dela uništeni. Znači, ti je mrazeja ona što imaš Allah subhanahu wa ta'ala objaveno. Znači, Kuranot i sunnetot. Zato što sunnetot isto je objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Така što na kraj beše rezultatot da nivnite dela beja uništeni. Da nivnite dela beja uništeni. Da nivnite dela beja uništeni. I isto kaj munaficite, koga Allah subhanahu wa ta'ala gi opišuvat v Kuranot, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Znači munaficite nikogaž ne dava nešto, ne donira nešto, osven ti je to go mrazat vo vistina. Znači, vnatrešno, vo nivnite duši, ti je go mrazat to, a ne sakat da davata. No davat, za da mislat drugi to дека ti je se del od niv. Yani, وَلَا يُنْفِقُونَ ne dava ništo, illa وَهُمْ كَارِهُونَ. Znači, svakogaš koga munafici da davat, zašto ti je nese vnatrešno vo nivните srca ubedeni дека тоа е вистина и дека тоа треба да се следи и тие не чекаат во тоа награда кај Аллах субханаху ва таала, така што значи тие го мразат. Тие мразат значи кога помагаат и кога донираат. Шех Абдул Бухари исто продолжува и велит дека оној кој мразит нешто со што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тој е кафирун бил иджма'a, значи со конзенс, со единување, еднокнакво, значи едно мислење имаат алимите во исламот. За човек кој мразит само и нешто, една работа бидит, со која е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тој е кафир. وَلَوْ عَمِلَ بِمَا يُبْغِضُهُ. Иако тој работит со она работа која тој ја мразит неја. Тој работит, но е мразит. Значи, значи, тавафот, кај Каба. Значи, тој не сакат, тој го прави тавафот, за луѓето да го видат него, ама тој го мразит тоа дело. Тој ибаде, тој го мразит, не го сакат. Ако го е свеедно, оти мразење е, значи стварно мржно. Да, а свеедно, да, тогаш проблем е со неговиот иман исто. Ама не може, треба да се научите. Значи, мој да излезите. Зашто и тоа е вамо. Последниот. الناقد العاشر الإعراض عن دين الله تعالى. Значи, оставање, вртење грб на Аллаховата вера. Значи, нема му е сеедно, не ја учит верата. Да, тогаш, ако тој падне во такви опасни ситуации, а имал можност да учит, не е, значи, опростен. Нема, значи, немата, значи, да, извинување за него, значи. Затоа, значи, тоа е во тој накид. Значи, затоа, иако може би, значи, да сватиме добро, да го запамтиме овај дел, значи, иако човекот може би тоа дело го извршува тој го извршува тоа дело, но тој го мразит, имат омраза за тоа. Омраза. Како исто другите, колку сакаш имат примери, значи. Во секој ибадет мој човекот да падне во оваа склетка. Во секој ибадет. Намазот, зошто да ги ваđат чорапите за абдес земање, мразит. И така натаму. Зошто кога го губит абдесот, секој намаз треба да земит абдес? Значи, ту сака тенор сабајля се измијети, готово, цел ден така да стои прлав, извалкан. Значи, имат многу работи што човекот треба да се пазит, шејтанот, најсакана работа му е ова, да те извади тебе од верата. Да излезеш ти од верата. И тој работи на ова.
И како што вели шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, дека таа омраза спрема нешто со што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем, тоа е мунафиклок со внатрешност. Значи со внатрешно убедување. Значи тој е внатрешно убеден дека таа работа не е праведна, не ја сака тој. Но надворешно го прави тој тоа. И затоа ќе биде за мунафиците дното на џехеннем. Дното на џехеннем. Зошто? Зашто тие кажуваат нешто друго на надворешно, а кријат сосема друго нешто во нивните срца. Значи покажуваат тие надвор на луѓето исламот, а во нивните души кријат внатра куфрот. И тоа е, значи, нифак ел-и'тикади. Нифакун и'тикади, што те исфрлат тебе од верата. И затоа вели шех Абдулла Бухари хафидахуллах, дека оној човек што го прави овај поништувач, од кој агол може да се разбери дека ова е поништувач. Значи, ова дело, кој мрази нешто со што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем, иако го прави тој тоа, прави неверство, од кој агол? Од аголот, тој него нема спроведено теухидот. Зашто теухидот, келимату теухид е ла илаха илаллах Мухаммедун Расулуллах. И од делот Мухаммедун Расулуллах да ти, да сакаш, да лубиш она што е дојден Мухамед салаллаху алейхи ва селем, а не спротивното. Значи тој нема значи извршено и исполнето услов од условите кои се бараат. Услов од условите кои се бараат од него за тој да ги изврши. Но тука исто важна работа е, што треба да се спомни во овај поништувач, а тоа е оние работи што човекот, значи, не ги сакат душевно, природно, што нема, значи, тој влез во тие емоции. Дали за тоа ќе се земи тој во одговорност или не? Нема да се земи во одговорност. Како, например, што учев исто во трите темели, ел-хауф, страхот. Но ако имаш една природна страв од лавови, дали та влага тука, не влага тука. Зашто тоа тебе ти е дадено во твоето срце, во твојата природа, така си сфорен ти од височина. Гледаш голема височина, се врачаш назад. Зашто тоа ти е дадено во твојата природа, така те создал тебе Аллах субхана ва таала. За да се чуваш од злото. Така исто, кога човекот ќе се повредит, чувствуваат болка. Тој таја болка не ја сакат, но задоволен е со она што му го одредил Аллах субхана ва таала. Овде гледаш, многу е танка работата. Значи, таја болката, тој чувствуваат болка. Таја болка тој не ја сакат. Некогаш не може да ја поднеси, може би, ако биде толку жестока. Но тој е задоволен со она што му е нему, значи, одредено од Аллах субхана ва таала. Примерот во тоа, исто, го спомнуваше Абдулла Бухари, еден ајет од Куранот, што велит Аллах субхана ва таала, кутиба алейкумул қиталу ва хуа курхул лакум. Вас ви е препишана борбата, а вие таја мразите. Значи, мрази човекот, се плаши да биде повреден и што ти знам јас, крв тече и тоа, слични работи, значи тоа се плаши човекот. И не го сакат. Allah Ta'ala veli وَعَصَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. A vi može bi nešto mrazite, no to je podobro za vas. وَعَصَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. A može bi vi nešto go sakate i go ljubite, no to je za vas šar, lošo. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Znači, Allah zna, a vi ne znate. Znači, Allah zna što je za vas dobro. Iako može bi, znači, vi je, znači, mrazite taj rabota, mrazite. No ima dobro vo to. Ima dobro vo to. Došto Allah subhanahu wa ta'ala ima vo to mudrosta njegova. Ima mudrost. Iako ti može bi, vo prvi pogled, ne razbiraš mudrost Allahova. No ti si zadovoljen. Ti si zadovoljen so ona što ti ga odredil, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Isto, šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, velit, vo vrska so ovaj poništuvač, deka pejgamber od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam velit, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Znači, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam velit, niko od vas ne veroval, znači njegovi od ima ne ispolnat, se dodeka da bidat njegovite želbi i sakanja i strasti sprovedno so ona što sam dojden jas. Znači, vo sklopka so ona što sam dojden jas. Znači, ova rabota ti ne pridobivaš za jedna večer, za jedna nedela, jedan mesec, jedna godina. Znači, ovdje treba čovjek da raboti sa sebe si svoje. Da raboti, da se trudi. Znači, i vo drugi te raboti, znači, i dunjaločki gledano, koga čovjek od sakat, da li to je nekoj si studij da završit, to ne može za jedna nedela ili za jedan večer. Treba, znači, dojti gimnazija, posle gimnazija fakultet, pa posle uše 2 godine plus kako da 3, pa posle praksa i, znači, posle 15 godini to može da se vrabotit. Tako je upravljanje zanat. Ti ne počneš od prvi od majstor? Ne. Znači, treba da bidiš trpliv. Znači, svi te raboti i oni još uvijek gledate, znači, luge što dunjaločkim stignale vrvno. Se ti ko gledaš, može biti to i rezultat od samo sega, ama koliko vremena mu trebalo da si mi dotuka, nego gledaš ti. Ama ti treba da razmisliš da to ne došlo preko noći. Kad ti se da počneš da trčaš, znači za prvim pad ne možeš, 2 kilometri, taka? Ama ako ostaneš na to meseci i godinja, posle i 20 kilometri ne se ništa. Taka isto, ovi raboti za ti da stigniš toliko vrvno vo verata, trebi so sebe da rabotiš. Den za den. Ti so tebe da rabotiš sekoj den, da se podobruvaš. Sekoj den gledaš da bidiš podobar od drugi, od minati od den, što beše. Sekoj den gledaš da bidiš podobar. Nije obavezno to. Da. Šejh Salih al-Fawzan продолжуват во врска со овај поништувач и велит дека во нашево време во кое ние живееме има луѓе кои го мразат суннетот. Поради што суннетот je во контрадиција со нивните страсти и нивните желби. Например, од едни од примерите што ги спомнува сега тука шейх Салих ал-Фаузан хафидахуллах се каматата. Значи имат луѓе не сакаат за оваа тема да им зборуваш. И имат луѓе и џамии низ Европа кои ти забрануваат тебе за оваа тема да зборуваш. Зошто тие главните фигури делувачи од таа џамија се претонати во камата. Да, тоа е, значи, секој дневие во блиската убава Европа наша. Да, таа убавина имат цена. Значи, ти не сака, значи, да ти стават услов. И ако ти се осмелиш еднош да држиш една хутба за камата, слободно можеш твоите куфери да се ги собериш. И може би да ти ја прекина дури хутбата се во стање. Да. Како оние луѓе, примети да пуш кај хаварич, кај теквирци.
И јас сега да кај текфирците, кај Хаварич, да им збориш против нив. И против нивните глави. Мислите дека ќе ја заврша худбата кај нив? Не. Не, ќе ти збрка. Најмалце што ќе ти направат, ќе ти извадат надвор од џамија. Најмалца работа. А може да ти поголема шета ти направат. Така и кај овие луѓето што се во дуњалокот претонати. Кога ним ти им спомнуваш камата, тоа е занима кај нив црвена линија си пречакорил ти. Значи ова работа е и тие луѓе што се стигнати до овај степен на омразување на таа камата, значи тука е во голема опасност да биде овај поништувач во игра да влезе. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Излагат од верата. И работата излагат од верата, ја може да ти речете билја пати ти се муслиман. Не вреди тоа што ти го вела. Allah subhanahu wa ta'ala. Значи пред Allah subhanahu wa ta'ala не вредат пофалбите од луѓето. Значи, и целиот дуњалог да се соберит и да го пофалуваат еден, ама тој бил кафир, не му вредит ништо. Значи, затоа Шејх Салих Ал Фаузан, и овде ние разбираме, дека алимите, се оние велат луѓето што ги напаѓаат, алимите велат, тие се во Саудиска Арабија таму, тие не разбираат што е актуалноста. Не, тие знаат точно кај се оние значи болестите кои го имаат опфатен овај уммет. Тие знаат точно тоа работа. Затоа вели Шејх Салих Ал Фаузан, кои стигнуваат до овај степен на омраза, فهذه ردة عن دين الإسلام. Ова е отпаѓање од исламската вера. Зашто тој ги омразуваат текстовите кои го забрануваат, кои забрануваат каматата. Текстови, значи ајети во Куранот и аутентични хадиси од суннето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Исто вели Шејх Салих Ал Фаузан хафидахуллах, еден човек што се гледа себе си како муслиман, што се рачуни себе си како муслиман, ако тој мрази нешто, само нешто од исламската вера, тоа е знак и доказ, делилун, знак, доказ ала адемил иман. Тоа е знак дека тој немат иман, немат верување, немат иман верување. И оние кои омразуваат она што го имат Allah subhanahu wa ta'ala објавено, се поделуваат на две групи. Првата група се оние неверниците, кои од почетно, од база се неверници. Тие мразат Куранот, го мразат сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Тие се, значи, први. Втората група се оние кои претендираат, кои тврдат за себе си дека се муслимани. Једдауна ал-ислам. Тие тврдат за себе дека се припадници на исламската вера. Вахумул мунафикун. А тие се мунафиците. Значи мунафиците што имаат внатрешно во нивното срце убедување дека оваа вера е погрешна, но е следат, покажуваат ислам надворешно поради дуњалочки интереси. А во врска со верниците, вели Шејх Салих Ал Фаузан хафидахуллах, во врска со вистинските верници, тие го лубат и сакаат она што ги имат Allah subhanahu wa ta'ala објавено. Тие го сакаат цврсто. И тие никогаш не почувствуваат за никој еден ајет и за ниеден хадис не почувствуваат теснотија во нивните гради. Значи, кога им се кажуваат некој ајет или некој хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам,
Тие не чувствуваат, значи, теснотија внатра во нивните гради. Или сомнеш, никогаш. Значи, тие се нивните гради, значи, отворени. И, значи, со добродушество ги примаат аргументите. Иако може би се, значи, на почеток, тврди за нив, тешки за нив, но тие ги прифаќаат и се трудат да работат во тој правец. Се трудат да работат. Иако може би тие не можат да бидат, значи, совршено, но покушаваат да направат најдоброто што можат да бидат. Најдоброто што можат да бидат. Зошто вистинските верници, тие се убедени дека со она што дојде Мухамед салаллаху алейхи ва селам, дека тоа е вистината и дека тоа е праведност. И тие се во стање да поднесат и тешкоти и значи трудови да вложат во спроведување на она што му се објави на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Дури тие вистинските верници гледаат дека имаат повеќе потреба за Куранот и Суннетот од што имаат потреба за пиење и јадење. Значи, во нивните очи, во нивните убедувања, во нивните срца, тие се убедени дека нивната потреба за Куранот и Суннетот е поогромна и повелика и пожестока од што потребата нивна за јадење и за пиење. Значи, тие се вистинските верници. И тие не прават разлика, вистинските верници, вели Шех Салих Ал Фаузан во продолжување, тие вистинските верници не прават разлика меѓу Куранот и Суннетот. Туку ги прифаќаат двете како извори на шеријатски правила. Двете ги прифаќаат без исклучоци. Зашто тие не се како Хаваридж или Муатезила, Џехмија и други заблудни секти кои велат оние хадиси кои се пренесети само во нивниот синџи, значи поединечни луѓе се, поединаци, тие не ги прифаќаме во акида. Не ги прифаќаме во својствата Аллахови. Ама со тоа, значи, зашто тие луѓе не идат кај тебе и кај мене со отворени раце и те кажуваат она што го чувствуваат во нивните гради. Не. Тој ти види, може би ако во синџирот на хадисот само еден до Бухарија, до Муслима, до Абу Давуд, до Тирмизи го пренесуваат, може би еден сгрешава, заборават нешто. И сега ти како надокнадно после градиш тука правила или убедувања верски, а може би тој сгрешил во пренесувањето. Тој, значи, со ова во вистина сака да го негира Суннетот, ама тој да треше од почеток ја го негира Суннетот, ова е збор многу голем. Сите муслимани знаат дека Суннетот не се негират. Ама што? Ти вели двака. Значи, да, ти ја спакувуваат, значи, заблудата на ваков начин. Да. Значи, треба затоа многу пазење, да бидеш многу внимателен, многу остроумен да бидеш, за да не паднеш во нивните сплетки. А вистинските верници, значи, немаат со тоа никаков проблем. Тие велат она што е аутентично од пегамберот салаллаху алейхи ва селам, дали се тие мутаватир или ахад, тоа се земат и се учи знаење од тоа и цврсто убедување. И со тоа се аргументираат тие во нивната акида, во нивните ибадети и во нивните, значи, во нивните муамелат, во нивните, значи, односи со луѓето. Значи, не прават разлика. Дали се тие во акида, во ибадет, во муамелат, ги прифаќаат. И вели Шех Салих Ал Фаузан исто, но што е многу чудно и за чудење е да токму овие луѓе кои велат ако се
tije hadisi ahad, pojedinačno, znači pojedinci vo sinđirot, prenesuvanje, velja tije ne možeš od njim da učiš cvrsto znanje, sigurno znanje. Ama, od filozofski te misli, tije ti dava tebe cvrsto znanja. Znači od Sokrates, od Mokrates, od Aristotel, od drugi čafiri, zabludni glavi, od njim nivnite misli se ima cvrsto znanje. Ama Allahovite zborovi i zborovite na Muhammed sallallahu sallam, tije nema, znači, ne pridobiva cvrsto znanje. Na kraj, znači, tije te vađat od verata i ti ne zaprimatoš kad si izvim od verata. Da. Znači, na kraj, odenje to, ovi je zabludni sekti, je rezultat da ispadneš od verata. Znači ti negiraš verata koja mu je objavljena na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zato veli šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, deka ovaj poništuvač je vrvno opasan. Zašto je to toliko opasan? Zašto to je skrišen poništuvač, što može bi se krije dolgotrajno vo srcata, vo dušite na lugeto. Znači, nekoj pa ova rabota može nekomu mu se krije, i da je krije so sakanje i bez sakanje nekogaš, glavokovo negovata duša so godinja. Znači, glavokovo negovata duša, to so krivuvat nešto, toj so minatici godini go mrazit toa. Što je nešto od verata. I zato, veli šejh Salih al-Fawzan, zadolžen je muslimanot, da se proveri sebe si dobro, da se ispita sebe si dobro. Znači da se proveri sebe si dobro i da se ispita sebe si dobro. Za da ne se najd nešto od ovaj poništuvač vo negovata srce, vo negovata duša. Zašto nekogaš može bi to čustvuvat obrazuvanje sprema nešto što dode Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poradi negovite strasti. Ili poradi što govor od na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vosprotivno što negovi od mezhab. Što negovi od mezhab. Vosprotivno. I to čustvovat omraza nešto. Gradite mu se tesnu vadnemu. Ili vosprotivno što negovata partija koja to se najduvata. Ili vosprotivno što negovi od imam koji go slijedi toj nego, ili negovi od šejh. To je da treba se paziti. Znači, zato ovdje opasna ova rabota vrvno, koga ti nekomu mu ideš i mu veliš ovaj argumentot, to ti veli dama Sejid Kutub je šehid. Kako možeš razborisati za nego? Ti mu veliš, slušaj, ovdje ja ti kažem o tebe argumente, ti mu veliš mene šehid je. Znači, gledaš ovdje počinat što to može bi trebati dobro da se ispitati i da se proveriti. Da ne ima nešto od ovaj poništuvač vo negovoto srca. Ti mu veliš njemu ihvanul muslimin, celiot islamski svet go poništija i kaos napravija, to ti je prava dobro na lugeto. Ti mu veliš džematu teblih se zabludni, problem od je vo akida, vo šehada la ilaha illa Allah, to ti veli tebe, ti se dobri braka. Se nasmevnati sekogaša. Ima dobra nasmevka. Znači, gledaš, ovi raboti su opasni, brat. Zato nije treba mnogo precizno da gi učima. Mnogo precizno da gi učima. Da ne se najduvame v ova ogromna, žestoka opasnost. Znači, brat, rabotata je, ti može bi si pred muslimanite najdobar musliman. Ama ka Allah subhanahu wa ta'ala si kafir. I to až vredi ka Allah subhanahu wa ta'ala nekaj luge to. Znači ti treba da budeš iskren, da iskoreniš sve što imaš natra. Vosprotivno su naše dore Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da se trudiš da bide tije strasti i želbi vosklopka su naše dore Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači rabota ta je vrvno opasna. A od druga ta strana velit šejh Salih al-Fawzan hafidahullah, odznacite na imanot, odznacite da čovjek od imat iman, veruvanje je el ittiba'u wal iqtida. Znači, odznacite na vistinski iman je
Следењето, да следиш, она што му е дојдено на Мухамед салалалаху да го следиш и да го земиш пример него. Да го земиш него пример. Мухамед салалалаху алейхи ва селам. И велит Абдулlah ibn Umar, znači sahabi, sin Umara radijallahu anhu, Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, velit slednoto. Men taraka as-sunna faqad kafara. Koji go ostava sunnetot, pravi neverstvo. Men taraka as-sunna faqad kafara. No kako se razbirat ovaj zbor, vrven, ogromen zbor na Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma? Wal maqsudu min qawlihi, a celta od njegovio zbor je men jahada sunna wa abghada wa kariha. Onaj koji negira sunnetot i go mrazi sunnetot. To je pravi neverstvo. I Ibn Batta rahimahullah velit, لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شيئا واحدا كان برده ذلك شيء كافر عند جميع العلماء. Koga čovjek, velit Ibn Batta, i ovaj na kraj go završuvamo večerašnjo ders bidnillahi ta'ala, velit Ibn Batta rahimahullah, koga jedan čovjek veruvat vo sitte raboti koji mu se dojedini na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ostven jedna rabota samo ne. Znači sitte raboti veruvat i gi prifatil. Ama jedna rabota je mrazit i je otfarla te negirat. Kaj sitte alimi so soglasnost, to je nevernik. Kaj sitte alimi, znači inde džemil ulema, znači džemi'i, znači sitte alimi se soglasuvanje, znači nema ovdje spor i nesoglasuvanje. Soglasnost na alimita, deka toj čovjek je kafir, nevernik. Bidnillahi ta'ala, ke zastanime tuka večerva i idnata nedela, ke продолжиме со шестиот понистувач, така што ние требит, секогаш кога ги учиме овие поништувачи, добро да ги слушаме внимателно, повторување барат од нас, зашто овие работи исчезнуваат и ние треба повеќе и повеќе пати да ги повторуваме, а најпожелно е, најсакано е исто да се пишуваат. Се тоа е знаење. Ти кога учиш на школа, кога одиш, ако седниш на клуп од сабајле од 7 до 12 тука и ни пишуваш ни ништо, нема да бидеш никаков ученик. Значи тоа е многу јасно. Во секој училиште. Сега како сакаш ти во верата да стигнеш врвни степени, а ти од почеток не се трудиш со оние средства кои те прават тебе да бидеш таков. Значи од средствата со кои ти можеш да станеш учен човек, да бидеш знаен, и знаењето се учи на прва линија за да го отстраниш незнаењето од себе си твоја. Значи ова во Медина увек ни го спомнувале професорите во секој почетни семестар. Ти го учиш ова знаење не да се речи за тебе талебул илм, или да се речи оџа, или да се речи муфти, или да се речи шејх, или устаз, или професор, или како викаат кај нас што други зборови. Не. Мула, ефендија, не знаш што. Не. Ти на прва линија само за тебе учиш. Иако може би никој нема да дознае за тебе, тека си имаш доволно знање толку, доволно е меѓу тебе и Аллах субхана ва таала. Да ти да го отстраниш незнаењето од себе си твоја. Значи прва линија ти што учиш, не учиш за луѓето да ти речат тебе ти си знаен. Не. Ти учиш прва линија само за себе, да го отстраниш незнаењето. Незнаењето го отстраниш. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.